пред председателот Црвенковски и целото раководство на Социјалдемократскиот сојуз сакавме да презентираме еден успешен пример на кој што не само што се гордееме, туку и искрено му се радуваме, заради тоа што ги потврдува сами по себе резултатите кои што се многу важни во времето во кое што живееме. Денеска сме овде присутни на новата индустријска зона Сачево. Многу често се поставува прашањето зошто во Струмица има инвестиции, зошто се градат фабрики. Сакавме и на раководството на Социјалдемократскиот сојуз, но и преку вас медиумите на граѓаните да потврдиме, да видите како во една индустријска зона, во која што се пред почеток на изградба 16 нови фабрики, кои 6 странски и 10 домашни, 7 одобренија за градба веќе се дадени, да видите дека инфраструктурата, вклучително гасоводната мрежа, се гради на лице место уште пред самиот почеток на изградбата на фабриките. Ова навистина представува одлична можност за секој бизнисмен, имајќи ваквата инфраструктура. Инфраструктурата генерално е богатство на нацијата, богатство на општините, богатство на државата, а гасоводот е навистина огромен економски индикатор и причина за одлуки за инвестирање. Само овие фабрики кои што ќе бидат приклучени на газ годишно ќе штедат помеѓу 400 и 600 илјади евра. Сите тие заштеди значат дополнителни нови работни места, зголемена потрошувачка во општеството или создадени нови резерви за нови дополнителни инвестиции кои што се мултиплицираат пак во нови работни места и така натаму. Претходно имавте прилика да видите еден објект од локалните институции кој што веќе е приклучен на газ, еден од сите кои што се приклучени на газ, тоа е детската градинка во Струмица, еден од 4 клонови. Уште еднаш ќе потенцирам, само локалните институции ќе штедат годишно 350.000 евра. Државните институции доколку се приклучат ќе штедат 500.000 евра. Стопанството штеди преку 20 милиони евра. Граѓаните кои се приклучат штедат преку 30 милиони евра. Самите бројки значат конкурентна способност на Македонија. И навистина овој пример ќе го практикуваме како Социјалдемократски сојуз, а Струмица продолжува со приклучоците до граѓаните и буквално од 3 септември преку сите јавни медиуми ќе биде објавен повикот на сите граѓани да поднесат барање за приклучување на гасоводната мрежа.